Добре дојдовте во процес. На Македонија се случува хуманитарна катастрофа, екзодус во кој илјадници мигранти на пат кон Европа секојдневно влегуваат во нашата држава. Тука се соочуваат со најголемиот очај изложени на банди кои плячкаат. Македонија ја поминуваат пеш, без право да се качат во воз или во автобус. До каде се предлог измените на законот за азил и што ќе се смени? Постојат ли други начини да им се помогне, да им се олесни патот? Да го погледнеме прилогот. Голем број на мигранти може да се забележи по патиштата во близина на железничката пруга која од Македонија води кон Србија. Бегалците доаѓаат од Турција преку Грција, Македонија ја поминуваат пеш, а патуваат со денови. Екипата на нова една мала група на бегалци од Авганистан сретна на 30 на километри од границата со Србија. Седнаа да се одморат од долгото пешачење по дрвјата во близина на пругата. Гладни, уморни со рани на нозете, одлучија да чекаат да се намали горештината пред да продолжат понатаму. Меѓу нив е и 1,5 годишниот Мухамед. Иако е се уште бебе, тешкиот бегалски живот по патиштата го научил да се бори и сам да се храни. Неговото семејство планира да оди во Унгарија, но до патот кон подобар живот има уште многу. Неговиот татко, кој освен на својот јазик зборува и турски, вели дека во Македонија се цел месец ги враќаат и пак доаѓаат, бараат начин како да излезат од државата. Од Турска вика сме тука дојдени. Прво во Грција и од Грција тука. Колку време патуваат низ Македонија? Ние сме тука вика 1 месец. Во Македонија? Да. Што шетаме вика горе надоле. Имале ли проблеми до сега? Tabii ki. Polis bir sefer bize Сме имале проблеми само со полицајци, пошто не фатија и не пцуја. И вика ни рекоа дека да не ве видам уште еднаш. şerefsizlere bunlara dedi. Başka bir şey demedi. Малиот одмор афганистанците го искористија да јадат, да ја угаснат жетта, да ги завиткаат раните на нозете од долгото пешачење. Сите имаат различни планови, но во еден се единствени, како да ја поминат Македонија и безбедно да стигнат во Србија. Понатаму е полесно. Овој млад човек одлучил да оди во Шведска. Во Македонија е 5 дена и бара начин како да ја помине границата без да го забележи полицијата. You're traveling from where? From Afghanistan. Yeah, and your final destination is? Our final destination is Sweden. Sweden? Yes. And how many days you were here? 5 days ago. From Greece 5 days ago we arrived here. Yeah, and how do you pass the borders? We passed the border by foot. Not. Yeah, you're hiding from the police? Yes, we are hiding from police. When police see us, arrest us. Yeah, but have you ever felt any pressure from them or threats? Yes, we have pressure. Then what we can do, we must to go and cross the border. Yeah, do you hope that you will get where you want to go? That you Yes. will arrive there? Yes, we hope to go and cross the borders. Is it difficult? Yes, it is difficult, but we must. We leave Macedonia. Yeah, you're leaving for what? What's the purpose of leaving? Because our country is not good. In our country, war and the society is not good. Хуманитарната криза што и се случува на Македонија веќе допре до некои граѓани. Тие преку социјалната мрежа Facebook се организираат, донираат пари, храна, облека, обувки, а од невладината Легис одат на терен за да им ги поделат на бегалците. Тие им делат и завои, фластери, витамини за да закрепнат малку и да можат да го продолжат патот. Граѓаните, како најхуманата страна од целата приказна, успеаат да се организираат преку Facebook групата да им помогнем на азилантите во Македонија, каде што граѓаните секојдневно можат имаат контакт телефони на различни пунктови низ Македонија, каде што можат да се јават и да остават храна. Потоа ние во различно зависи од каде, значи ние во Скопје пакуваме посебни пакети и ја доставаме во районот кој што го покрива Скопје, овој дел.
за уморни. Неблагодарно е да се зборува за таа страна, бидејќи групата која што ја снимавте вчера ја видовме во Демиркапија, ја пречекавме, ние уморни се вративме дома, се оспавме, тие мора цела ног да пешачат, да стигнат до овдека. Не само да пешачат, туку и да одат по многу страшни патишта во Македонија. Многу од нив се жалат дека се пресретнувани од банди, ограбувани, тоа се локални криминалци, зашто кој што гледате не може ни полиција да допре, тука треба постојано некој да патролира. Тие се изложени на многу тежок пат и повеќето од нив не одбиваат и храна и вода колку се исплашени и несигурни за својата безбедност. Одлеги се апелираат до политичарите што побрзо да се донесат измените на законот за азил, со што ќе се намали хуманитарната катастрофа, ќе се спречат нападите од криминалните банди кои им ги крадат парите, како и криумчарењето. Мора да се побрзо да се донесат измените, само нека застанат, ги повикувам политичарите, нека застанат во Демиркапи, нека ги видат бројните бебиња и деца кои доаѓаат и поради нивната неажурност да го донесат законот во што побрза постапка, малите бебиња и малите деца се приморани да пешачат. Жените и децата се заштитени со конвенции, не ни требаат закони. Со оглед дека локалните полицајци не ги знаат конвенциите, не се должни да ги знаат, сепак апелираме до политичарите да ја спасат голготата на маливе дечиња, на жените и бремени, и старци, и ранувани нозе. Толку е тешко да ги гледат. Апелираме до нив што побрзо да се организираат, законот да се изгласа, што ми ги помина процедурите во МВР, владата, се останува на собранието. Апелираме до политичарите, знаеме дека се наоѓаме во некоја политичка криза, нова криза, овој екзодус, оваа хуманитарна непогода која погоди Македонија, мора потитно да се среди. Значи, алармираме итно донесување на законот. Официјално 28 мигранти загинаа по пругите низ Македонија. Од невладините велат дека поради недонесување на законската регулатива процвета криминалот, а бегалците не смеат да се качат во воз или во автобус и нормално да пропатуваат низ државата. На своето патешествие изложени се на разни опасности и манипулации. Групата која ја сретнавме ни раскажа дека во Демиркапија еден леп им наплатиле 500 денари, а шише пепси кола 200 денари. Свесни се дека се злоупотребени и сакаат што побрзо да излезат од Македонија. Така и оваа група афганистанци, откако се спакуваа и се што имаа натоварија на себе, тие заминаа по пругата. Може би веќе се во Србија, но постои можност, доколку ги откриле, веднаш да бидат вратени во Грција или пак да завршат во прифатилиштето за бегалци во Газибаба во услови полоши од затвор. Гости во процес се Мерсиха Смаиловиќ од невладината организација Легис и Јаница Томшич, стојковска советничка за превентива тортура на Народниот правобранител. Добре дојдовте. На почеток сакам да прашам каква е ситуацијата во прифатниот центар во Газибаба, таму деновиве имаше бунт, колку луѓе има во моментот, се смирували состојбата, вие сте на терен, правите една обсежна анализа? Да, со оглед на тоа што имаше најава за бунт, ние веднаш како посетивме прифатниот центар за странци, значи нашата екипа од институцијата Народен правобранител и денеска беше на терен, ја скениравме состојбата каква и нормално ја прегледавме целокупната документација. Во моментот во центарот за прифатниот центар за странци има некаде околу 270 сместени лица, меѓу кои 60 и неколку се жени со деца. Состојбата... Но таму се уште не се пристигнати од вакцинце, предпоставувам мигрантите, 120 луѓе. Тие не, значи додека јас мислам додека значи нашиот тим беше во прифатниот центар за странци, се уште не беа дојдени новонајавените групи. Има една група која што е надвор, значи која што не е внатре сместена во центарот, во самиот двор, меѓутоа тоа се лица кои што веќе поднеле барање за азил и само чекаат да бидат транспортирани во прифатниот центар во Избегова, додека другата група која што во меѓувреме ја најавија и медиумите не е пристигната во овој центар. Така што капацитетот е капацитетот е над дозволените и домашни и меѓународни стандарди. Можете да замислите дека таму има во моментов, прашувам, сите знаеме какви се условите од она што го слушаме или гледаме од некои фотографии, меѓутоа каква е сега ситуацијата?
Со оглед на тоа што ја пред едно месец и половина исто така имавме посета во Центарот за странци, затекнавме идентична слика каде што најголемиот дел од лицата спијат на земја, користат само кебења, најголем дел од нив дури немаат ни душеци за да ги стават на подот. Има деца, бремени жени, има бремени жени, мали деца, значи од 5-6 годишна возраст, така што ситуацијата е доста алармантна, ако може така да се каже, бидејќи едноставно луѓето молат за било каква помош, истакнуваат дека се сместени во лоши услови, спијат на земја, а најголем дел од нив од следната недела почнуваат и со пости, така што ќе биде и проблематично на каков начин тие ќе можат верските обреди да си ги спроведуваат во такви тешки услови како што е Центарот за странци. Таму има едно малолетно дете, Мерсиха, пред да почнеме со емисијата го кажа тој проблем, што ќе се случи со тоа дете? Да. Поведете како што спомна Аница, имаме значи преку 60 жени и деца. Неможноста да имате секогаш преведувач кога идете во центарот не ви овозможува да дознаете кој од нив е со старател и колку патува сам и кој без старател, тогаш Министерството за внатрешни работи треба да ја алармира Министерството за труд и социјала, кој што има социјални работници, старатели за мигранти и за азиланти за да почнат процедурата. Интересно е што кај нас во Република Македонија малолетните деца, значи се третираат како илегални мигранти, кои што сепак мора да преминат низ процедурата да бараат формално правно да бараат азил пред организациите кои што би им го возможиле азилот. Значи истиот статус како 5 годишно дете, како 5 годишен маж. Во Македонија нема разлика помеѓу деца и возраст. Така да и детево е само еден пример од многуте деца кои патувале без мала придружба. Според мигрантите Македонија и Унгарија се едни од најлошите земји за нив. Зошто е тоа така? Последниве, кажам, 7-8 месеци, кој невладина организација работиме на терен со мигрантите. Зимата беше прилично тешка, каде што температурите беа и до -20, обувки, јакни и сите тие колку што можевме да им ги доставиме на самиот пат. Единствената легална работа која смеете да ја правите со илегалните мигранти е хуманитарната помош, значи не е дозволена медицинска помош, значи само смеете хуманитарната. Не смеете лекови да им давате? Па лекови не смеете секако на никого да му давате како организација, значи не само на бидејќи има тука нели опасности од алергии. Тоа е нормално, ние немаме проблеми со тие некои законски норми, кои што се пропишани, туку се работи за мигранти, се работи за луѓе кои што се наоѓаат во многу тешка ситуација, многу тешка состојба. Зимата не беше со толку голем интензитет како што е пролета. Тоа веќе ни беше најавено од Турција дека голем број бродови идат низ Грција и дека ќе дојдат во Македонија. Тоа што се случува во Македонија почнувајќи од меѓузоната, кога одите во меѓузоната, значи сме биле неколку пати, е големо легло на криумчари, кои што се движат во самата меѓузона, помеѓу Грција и Македонија. Значи, одма се соочувате со криумчари. Кога што се движите низ Македонија, се соочувате со криминални банди, кои што ги ограбуваат, кои што ги претепуваат. Се соочувате со трговија на луѓе, нели во изјава на Сириец, каде што неговата жена и дете била киднапирани од некоја криминална група. Како што движите понатаму, ги имате продавниците кои што им продаваат прехранбени продукти за 10, 20, 30 евра. Значи, еден цела низа на кривични дела се вршат врз илегалните мигранти од проста причина што тие не се заштитени од страната на законот. Тие се невидливи за институциите. Поради тоа и како што се железничките несреќи. Значи, целата таа низа на 28 мигранти официјално изгина, да, можеби тој број е поголем. Од ВОЗ. А дека има полно од нив кои што од болест, од тешкиот пат, значи болниците треба можеби да ги има тие бројки колку од нив се хоспитализирани со тешки повреди или со тешки болести. Така да сите тие кога ги ставите сите тие проблеми на хартија, ќе ви видите, ќе стане јасно зашто Македонија е најцрната точка за мигрантите кои решаваат да пешачат до Европа. И она што е многу важно, значи не може ниту со автобус, ниту со воз. Законската регулатива не го возможува тоа. Значи измените на законот поминаа на влада, се наоѓаат во собрание. Јас се јавив
рекоа дека се уште се во архивите, се уште не се доставени до некој од комисиите. Што ќе се смени со новите измени на предлог законот за азил? Значи, што ќе се смени на терен и што ќе се смени во прифатните центри? Јас можам да кажам во доменот на оние прифатни центри кои што ги изгрижуваат странците. Измените кои што сега се предлагаат е да се воведе оној систем кој што е познат и во други земји, односно самото лице, значи при влезот во Македонија, да ја искаже својата намера дека сака да побара азил и да има рок од 72 часа да се одлучи дали сака тоа да го направи во Македонија или пак не. Со самото тоа, значи ние прво ќе имаме систем на идентификација. Ние од наша страна како институција констатиравме дека имаме многу слаб систем на идентификување. Ние сега во моментот не знаеме колкава бројка имаме на странци кои што илегално влегле во Македонија. Значи ние како држава не располагаме со таков податок, освен од оние кои што се веќе фатени и сместени во центарот за странци и оние лица кои што побарале азил. Значи ние онаа црна бројка воопшто не ја знаеме на лица кои што се движат, така што првото ќе биде идентификувањето, системот за идентификација, вториот момент овозможувањето на правна и здравствена заштита на тие лица кога ќе влезат веќе во Македонија и третото што се однесува за прифатниот центар. Тамо значи ќе дојде до намалување на преоптовареноста на сместувачките капацитети, бидејќи со самото поднесување на барање за азил, всушност тоа лице веќе нема да се води како странец со илегален влез во државата, него лице кое што има намера да поднесе барање за азил, без разлика дали тоа да се одлучи да биде во Македонија или да продолжи понатаму тоа да го направи во некоја друга западноевропска земја. Тоа всушност ќе значи растретување на капацитетите. Ќе значи воспоставување на еден центар каде што ќе имаме соодветни услови за сместување. По сите меѓународни стандарди кои што ги бараат, по човечки, хумани, да не кажеме значи какви се меѓународните стандарди кои што бараат 4 квадрати по лице, а ние имаме значи состојба да луѓето спијат по ходници, да спијат во меѓупростор, да се на земја, значи сместени, да не можат во неки хигиенски услови. Нормално таа толку голема бројка не дозволува тие да можат да излезат надвор. Значи барем малку да дишат чист воздух, значи внатре се затворени се, така што законот сам по себе ќе донесе олеснување во тој поглед. Она што ние го констатиравме дека системот има, значи системот ни е слаб за заштита, меѓутоа и тој систем сега во моментов каков што го имаме, исто така не се спроведува до крај. Односно, можеби тоа и понатаму во разговорот ќе разговараме, значи не точно во делот на законот, него и во делот на заштитата и на сведоци и заштитата на жртви на трговија со луѓе, бидејќи не можете сите значи на еден куп што се вика да ги ставите во прифатниот центар за странци без да направите разликување што е жртва, што е сведок, а што е можеби соучесник во кривично дело. На терен што би се случувало? Пред себе имале сигурно право да транзитираат со превозно средство? На терен ситуацијата секој ден е се почена и почена. Со измените на законот, кој би се значи, за да луѓето сватат, бидејќи на социјалните мрежи имаме голем број на луѓе кои што не го добруваат овој закон и кои што стануваат се побројни, а тие можеби не сваќаат дека сите проблеми да не останат во Македонија. Па Македонија е водичката земја на азиланти по глава на жител. Пола милион македонци ја напуштиле Македонија и бараат азил во Европа и во Америка. Така да ние сме водечка земја од 2 милиони, каде што 1/4 ја напуштила Македонија како баратели на азил. Кој би бил интересот некој да дојде тука да бара азил? Економскиот интерес. Така да секој кој што смета дека тие ќе останат, нека го праша својот роднина кој што е напуштил Македонија, зошто е напуштил Македонија и зошто некој би останал да живее без никакви права во оваа земја. Значи на терен ситуацијата е многу страшна. И секој кој што е против овој закон или кој што го влекува оваа постапка за носување законот, ние велиме да дојде на терен и да види како стојат работите. Што би се сменило со законот? Не можете да тие член 16 и 71 колку што. Значи во Србија се 7-8 члена во самиот закон, кај нас се 2 члена во законот, но тоа што можеме да го видиме во драфт верзијата на законот и објаснувањето од Министерството на внатрешни работи, суштината е таа која што е постигната и во Србија. Но тука значи би сакала да искористиме, значи можеста да објасниме за граѓаните кои што се. Не само граѓаните, гледам и некои од моите колеги од новинарите, не им е јасно што уствари каква е можноста на овој закон, какви промени ќе се случат и што всушност се случува кај нас. Зошто Македонија се издвојува од другите земји.
Ние сме и во Однос на консултација, мигрантите. значи година дена апелираме за донесување на измените во законот, бидејќи сме во постојана консултација со Србија и организациите кои што работат во Србија, кои што се бројни, кои што нема поле за бегалците, кои што не е покриено од страна на организациите. Кај нас немаме организација која што работи со мигрантите на терен. Значи, ко прво, бидејќи тие се илегални мигранти, за нив важи само кривичниот законник, членот кој што говори за криумчарење и за илегално влегување во територијата на Република Македонија. Поради тој факт, ние не баравме со месеци организација која што би ги згрижила мигрантите, би им понудила основни хуманитарни услови, значи леп би им понудила, и сите организации и меѓународни во Република Македонија ни кажа дека немаат мандат да работат со мигранти. Прво и основно со овој закон тие ќе добијат статус, че тие ќе добијат хуманизација на нивниот статус, значи на нив како личности, со тоа и повеќето организации кои што веќе постојат во Македонија, меѓународни организации, значи мандатот кој што го имаат ќе можат да го реализираат во Македонија. Во Македонија имаме само 20 семејства бегалци од Косово, а имаме 101 организација која што работи со бегалци, а имате само 20 бегалски семејства во Македонија. Така да во овој случај тие ќе може да се згрижат, да се погрижат за нив. Со влегувањето од Грција во Македонија, законот вели дека на секое службено лице може да побараат намера за азил, да изразат својата намера за азил. Дали тоа ќе го сторат на самата граница или ќе го сторат движејќи се низ Македонија, не е прецизирано, значи доволно е на било кој полициски службеник да му искаже својата намера за азил. Од таму со возот во Гевгелија, со експресниот воз, тие за 4 часа се во Белград. Ете колку Македонија ќе има опасност, 15 евра возен билет, иде директно во железници Македонија, истите тие луѓе ќе може да ги користат приватните болници, значи или приватното лекување, бидејќи намерата за азил не ги стекнуваат правата за азил, ама ќе може да ги користат болниците, бидејќи тие сега се плашат да користат болници, бидејќи со крштењето на болниците и на медицинската нега, не ги идентификуваат, тие се приморени да повикаат полицијата, бидејќи тие се илегални мигранти, значи тие медицинскиот момент ќе биде за нив побезбеден, како и за нас како граѓани на Република Македонија. Од друга страна, значи тие ќе може да користат мотели, може да користат слободно продавници, да се движат низ Македонија. Иако со сите мигранти со кои што ние зборуваме, дори купувањето на точаци од една проста причина што побрзо да напуштат Македонија. Јас би сакала само да се надобрзам што ќе се смени на терен. Во основа, ние, за да биде појасно на граѓаните, сега имаме два статуси. Значи, едниот статус е или веднашка на граница да побарате барање за азил и да се почне постапката во надлежното министерство, дали ќе го одобрат или нема да го одобрат азилот, а второто е илегално да влезете во државата, да се движите по илегални патишта и да гледате што побрзо да излезете од државата за да продолжите онаму каде што сакате да стигнете. Имаме една трета категорија на лица кои што бараат спас од својата земја, значи се случуваат страшни работи во нивните земји, има значи немири и така натаму. И сега затоа што кај нас нашиот закон не ја предвидува таа трета можна категорија како што има во другите земји, се одлучуваат да ги користат илегалните патишта, бидејќи не сакаат да поднесат барање за азил во Македонија. Значи стравот дека ние ќе имаме голем наплив на азиланти, по мене значи воопшто не треба да постои. Најголем дел од тие лица сакаат само безбедно да ја поминат Македонија и да се упатат во западноевропските земји каде што сметаат дека и безбедно и економски ќе може да се обезбеди. Со оваа измена, значи тоа е да кажеме 1-2 члена кои што се изменуваат, се прави и трета категорија на лица кои што имаат намера да поднесат барање за азил и им се дава рок од 72 часа и они треба значи во тие 72 часа да решат дали таа своја намера ќе значи спроведат во Македонија или ќе одлучат да ја напуштат земјата. На таков начин на терен, значи ќе се намали бројот на илегални движења. На таков начин веќе нема да се движат по илегални патишта, нема да бидат жртви на трговија со луѓе, нема да се јавува криминал. Јасно. Значи на таков начин мислам дека барем ќе ги намалиме и криумчарите, ќе ги намалиме криминалните банди. Тие луѓе веќе нема да имаат потреба бидејќи они се плашат и од граѓаните, се плашат и од полициските службеници, затоа што не знаат граѓаните дали ќе ги нападнат, а полициските службеници дали ќе ги фатат и ќе ги однесат во центарот за странци, бидејќи илегално кога влегуваат во Македонија, тие веќе имаат статус
статус значи на странец кој што илегално влегол во државата и се води како прекршок согласно конкретниот закон. Фактички криминалот се јави токму поради слабостите на системот. На системот, да. Значи, кога зборите со самите мигранти кои што можете да ги сретнете, не може да не го забележите стравот во нивните очи. Со таков страв тие се движат низ Македонија. Толку се преплашени, значи да тие едноставно кога застанувате да им дадете храна, тие се оддалечуваат од вас. И вие значи морате да им кажете не само храна да ви дадеме, покажувате кеса, те се плашат да ви се доближат и во моментот значи гледате стравот и тие ви се жалат, ви кажуваат. Значи ние во Гевгелија сретнавме мигранти, како што кажа Аница, тоа се значи со посебен статус тие доаѓаат од Сирија, бегаат од тортура, едниот бил новинар кој што зборел против режимот и тој е приморан да избега од Сирија, но во Македонија е само илегален мигрант, без разлика тоа што бил жртва на тортура во Сирија. И тој кажуваше дека сега значи криминалот ескалира во тоа што криумчарите не нудат само, значи веќе не смеат толку многу со превоз, туку ги движат низ Македонија и им обезбедуваат посебно обезбедување. Значи вие мора да прифатите криумчар со посебно обезбедување како коридор некој со кој што ги се движите низ Македонија и другите банди нема да ве нападнат како бележна територија. Ако не го прифатите тој криумчар со неговата банда, тоа е финансиска помош, веројатно. Финансиска надокнада. Да, од 800 до 1500 евра, значи им земаат на секој илегален мигрант. Така да тие ако одбијат да немаат пари за такво нешто, на следната лединка или не знам што, тие ги се напаѓани од истите банди, претепувани. Значи имавме снимки на телевизија каде што се жалат за рани и тоа се толку напуштени места да е невозможно полицијата да допре до тие места. Тоа се напуштени шуми, ниви, толку е далеку да се стигне. Каде да ги однесат. Да, значи Згора на се граѓаните, има група на граѓани кои што се организираат, помагаат, меѓутоа има и такви кои што ги искористуваат, како што кажа Мерсиха, ги наплаќаат 500 денари век на леп или започите организираноста на граѓаните. Третата категорија на таа група, значи ние ќе имаме се уште странци со илегален влез заради некакви други причини. Ќе имаме баратели на азил, меѓутоа ќе имаме и лица кои што само ја изразиле намерата за азил и слободно може да ја напуштат државата во рокот предвидените 72 часа. Додека трае овој меѓупериод за законот, таа е долга процедура, додека се изгласа, што мислите, постои ли можност да се организира некој хуманитарен конвој? Јас не знам која е улогата на тие странски хуманитарни организации. Имам информација дека државата одбила една позната хуманитарна организација да отвори канцеларија тука и да им помага. Можно ли е УНХЦР, например, да го превземе таа обврска, еден хуманитарен конвој да се направи низ државата, па додека законот се изгласа, измените на законот, да се пречекуваат на граница, да се регистрираат со превозни средства, да се однесат до границата со Србија. Дали е возможно така? Зашто самиот закон не возможува такво нешто. Значи законот е, како што кажав, многу едноставен за нив. Илегални мигранти кои што илегално легуваат во Македонија. Сиријецот треба да има виза, иранецот, пакистанецот, афганистанецот треба да имаат виза за да влезат во Македонија. Тој може да влезе на границата на Македонија легално, како што кажа Аница, и да каже дека бара азил. Но барањето за азил значи дека тој кога ќе дојде во Германија, Германија може да го врати повторно во земјата каде што прво нам ја искажал побарал азил. Значи не намер туку азил. Заради тоа тие не сакаат да бидат идентификувани од полицијата и да побараат азил во Македонија, бидејќи не сакаат да останат во Македонија. Заради тоа тие не го користат тоа правно азил. Од друга страна, имаме неможност да мигрантите не ги знаат правата во Македонија. Затоа што немаме ниту една организација која што стои на граничниот премен и дели памфлети и дели брошури за да ги запознае мигрантите кои права ги уживаат во Македонија. Ако вие влезете во Македонија и ве претепа бандит и не можете да најдете полицајец или полицајецот ќе го најдете, тој ќе ве однесе во Газибаба. И тој единствено од Македонија го гледа тој седи во Газибаба 6-7 месеци дека не е откриет од која граница влегува, а при тоа не ве посетила ниту една организација да ви ги каже кои се вашите права, дека ви имате право на азил. Ги немат организациите на терен. Тоа е најголемиот недостаток на сите организации кои што вие ги посочивте. На терен со самите мигранти. Бидејќи мигрантот во Демир Капи, ако биде уапсен од полицајцот, тој може да му каже дека има намера за азил. Процедурата е многу побрза да дојде во еден од прифатните центри
пак мора да биде однесен во газебава и слично, но тоа трае по 5 или 6 дена, МВР потоа веќе значи го процесуира во избегови, многу побрзо иде. Ама луѓето не ги знаат правата на азил. Во Србија Центарот за азил го има својот вебсајт преведено на 10 јазици. Така да ако сте вие мигрант во Грција и сакате да видите кои права ги уживате во Македонија, ви тоа нема да можете да знаете, бидејќи само на македонски ви се достапни тие информации. Како во Србија на урду, на башку, на арапски, на секој јазик може да ги видите правата кои што ги имате. Значи за прашањето за меѓународните организации ќе биде најдобро да ги поставите до самите организации, бидејќи и нас ни должат одговор. Точно одговорија на поканата и останува отворено прашањето што и нас ни должат одговор. Сигурно сум дека Јаница ја интересира, бидејќи народниот правобранител си има своји правила и норми по кои што делува. Можам да кажам дека за нас како граѓански сектор се секогаш отворени, доколку приметиме некоја прекршување на правото, секогаш им се обраќаме, дури ако се работи за некоја алармантна состојба, доволно е телефонски да ги известиме за да тие реагираат, додека сите други меѓународни организации, иако не се државни, туку се хуманитарни организации, бараат од нас да им процесираме барања, писмено известување и слично. Ние сме теренци. Че до 4 сати имам своја професионална работа, после 4 идеме на терен. И ако видам некој прекршување на законите, јас немам време да седнам и да пишувам формални барања, тоа и тоа сум приметила. Така да најдобро ќе биде нив да ги прашате, бидејќи и граѓаните на социјалните мрежи се прашуваат каде се сите тие меѓународни хуманитарни организации. Имавме бремена жена која што беше натерана од полицијата, можеме да кажеме пак похумано, него да биде вратена во Грција, не беше дозволено да се качи на воз, иако беше во подоцнежните месеци на бременоста, туку продолжи да оди по пругата. Жената едва се движеше, беше очајна и плачеше. Ние рековме дека единствено што можеме да ја помогнеме е да се пријави во болница да побара азил, друго не можевме. Жената не сакаше и толку бевме ние цела ноќ загрижени што се случило со жената, демиркаписката клисура, што ако намине воз, та нема сила да се отргне од шините и не можевме да најдеме ниту една организација која што би понудила здравствена заштита, значи да ја згрижи, да ја прегледа, да видиме да жената може би ќе абортира или ќе изгуби детето и немаше. Затоа што ги спомнавте меѓународните организации, мора да кажам дека ние како народен правобранител како институција соработуваме и со меѓународните институции и воедно соработуваме и со граѓанскиот сектор што е значи кај нас. Сега за некоја да кажеме кампања или стратегија за тоа дали некој конвој да се направи, да се пренесат, не би сакала да зборувам во името на другите меѓународни организации. Меѓутоа она што ние го прашањето беше дали постои друг начин да им се помогне додека се изгласа закон. Да, меѓутоа и тоа е денеска значи го имавме дискутирано кај нас во институцијата Народен правобранител, сите овие сега предлози што дадат за стратегија, за начин како да се згрижат. Според нас самото носење на стратегија ќе одолговлечи работата. Ние мора да превземеме итни мерки во моментот, бидејќи сме имале состојби каде што за одредени појави сме носеле стратегии, сме носеле акциони планови и тој процес бил толку долг што наместо да им помогнеме на лицата, значи збориме како државни институции кои што требале тоа да го направат, напротив се случувале да кажеме поголеми повреди. Така што дека треба веќе итни мерки да се превземат и мислам дека треба да се апелира на проактивна улога не само на Министерството за внатрешни работи, тука и Министерството за труд и социјална политика, особено за децата, особено за мајките, да, особено значи за малолетните лица кои што немаат придружба со себе. Тука е повторно Министерството за внатрешни работи, но секако мора да постои една искоординирана акција во моментот до донесувањето на измените на законот, каде што надлежните државни институции заедно со судот и со јавното обвинителство ќе видат, значи ќе донесат одредени активности односно мерки што ќе се случува значи и во прифатниот центар за странци, бидејќи секој ден има најава нова група дека се фаќа. Можете да замислите сега ако се 270 во центарот за странци и донесат уште 100, што ќе се случува таму? Луѓето остануваат таму 5, 6, 7, 8 месеци. Значи пробавме да дознаеме зашто остануваат толку долго и всушност доаѓаме до момент дека не постои соработка и комуникација помеѓу институциите. Значи вие немате јака, ефикасна соработка, координација помеѓу надлежното министерство и надлежниот суд. Постапките се разлекуваат. Значи во секој случај, кога имаме странец, кога имаме дете, кога имаме бремена жена, итна е постапката во суд. Значи не сме да се дозволи постапката да биде различена 6 месеци.
Така што до донесувањето на законот Што мислам можете дека вие како институција да направите? Само укажувате? Она што го постојано го повторуваме, го апелираме, мислам дека ќе биде и јавна критика, него укажување што може да се направи како состојба за подобрување, но и веднаш вчера отворивме и предмет по собствена иницијатива каде што ќе истражиме дали има и повреда на правата, до кој степен има повреда на правата, бидејќи ако има повреда на правата, значи ќе ги адресираме и до надлежните министерства. Она што значи можеме да го направиме е препорака, можеме да дадеме укажување, но секако имаме и мандат за барање кривична и дисциплинска одговорност. Она што води очи, тоа е дека секогаш невладините притискаат вие или ние новинарите за да системот профункционира и да се направи нешто. Добро, е сега некоја нова ситуација во која Македонија се најде, значи не беше очекувано ова. Меѓутоа имаше најави со месеци дека ќе настапи еден голем не бевме ни свесни што ќе нас најде. Значи, мене не ми е нова ситуацијата. Од 2012 година алармираме дека прифатниот центар за странци е во многу ужасна состојба. Минатото лето имавме исто штрајк во прифатниот центар за странци. И таму значи исто бевме денеска кога седнавме како тим да ја разгледуваме што сме дале тогаш укажување, што сега констатиравме дека горе-доле ни се исти работите. Значи не е тоа нешто ново сега што дошло, можеби големиот наплив е промена. Е разликата. Да. Можат да се најдат капацитети, ако ништо друго. Секако, да. Ако се има волја, може да се најдат. Ние понудивме, бидејќи како невладина организација, 3 пати до сега сме го посетиле прифатниот центар Газибаба и добивме официјален документ од секторот за безбедност да можеме да го посетуваме прифатниот центар за Газибаба за достава на хуманитарна помош, бидејќи нормално тој домен не го покрива Министерството за внатрешни работи, така да ние понудивме нашата хуманитарна помош во душеци, кебиња, хигиенски средства, жените се жалеа на недостаток на хигиенски средства кои што ги имаат и не може бидејќи тие се во притвор, не може да излегуваат. Така да невладиниот сектор ја понуди својот меморандум за соработка со МВР за достава на похумани услови, но како што кажа Аница, тука проблемот е посуштински, а тоа е промена на самиот објект. Исто така и апелиравме за време на постите кои што доаѓаат сега, тие добиваат еднашка дневно 1 леп и 3 конзерви и тие ги тоа е нивниот постојан единствен оброк, значи некој тоа го јаде со 7 месеци, значи деца, жени, бремени, 7 месеци добиваат таков вид на исхрана, зависи колку се задржани, че ние ќе бараме сега од нив да можеме да им доставуваме пристојни оброци за утринскиот појадок во текот на месецот Рамазан и за вечерниот појадок кога че тие ќе имаат потреба за малку попротеинска исхрана, нормално за самата кујна тие нели рекоа дека нема услови да се има кујна и да им обезбедуваат топол оброк кој што го има во Бебава. Че условите се малку по-карактеристични, да, по-карактеристични. Само е потребно да се седне еден ден, добра волја и да се реши. Затоа што сите се спремни на некаков начин да помогнат. Дали се тоа меѓународни институции, дали се тоа домашни, дали е граѓански сектор, дали самите хумани граѓани. Значи, едноставно само треба да се реши. Тој центар не е веќе соодветен, значи тој центар прва не може. Да, тоа е и минатата година, да. Кажувавме дека еве и комитетот за спречување тортура го посети истиот центар. И истото значи беше констатирано дека тој центар всушност тамо е ние точно кажуваме, тоа е притвор. Значи, ние потврдивме дека тоа е реален притвор. Иако законски и подзаконски се води како прифатен центар, значи тој си е притвор затоа што во основа тамо условите не опфаќаат стандарди за прифатилиште. Дори полош од притвор, бидејќи мажите воопшто немаат можност да излекуваат од самиот центар, ниту да им биде понудена правна бесплатна помош. Значи, правните луѓето кои што се таму во центарот имаме 7 или 8 адвокати кои што се лично ангажирани од самите странци, додека не им се нуди никаква правна помош. Ниту иде некоја организација да им ги каже кои им се правата, кои што би ги имале доколку ги искажат своите намера за, значи ако сте во притвор или изнесат пред судија како граѓани на Република Македонија и ако сте во притвор можете да добиете бесплатна правна помош, или ви следува по законот. Додека таму не. Значи тие немаат право на бесплатна правна помош. Значи едноставно зашто ние констатиравме дека тоа всушност е реален притвор, бидејќи условите се такви што тоа е да кажеме
стара градинка, напуштена градинка, каде што има многу мал двор, која што воопшто наменски не е направена, изградена за прифатилиште на странци или мигранти. Во самата таа градинка реално, значи од безбедносен аспект и од капацитети на полиција која што е во моментот во центарот, не може да се дозволат да ги значи лицава да излегуваат надвор на прошетка во тој мал двор кој што го има центарот, и заради од тие причини, значи и безбедносни и материјално, значи како што е тој капацитет, лицата се чуваат внатре, значи затворени и имаат можност, значи само преку прозор да го добијат тој свеж воздух. И токму ради тоа ние уште од минатата година, значи имаше и минатата година бунт во центарот, лето беше, точно се сеќавам, рамазански пости беа, дадовме укажување дека мора да постои дислокација на објектот. Соодветен објект со меѓународни стандарди и објект каде што ќе може во секое време да дојде брза помош, противпожарно возило, пристапноста да биде, значи, во секој момент, бидејќи се работи за категории на лица кои што може да бидат болни, може да бидат бремени, значи ќе треба што може да букне и епидемија. И се наоѓаме во уште населено место. Значи, припадните трга беше оговорено дека не се смени ништо, сите знаеме, ама имате некое образложение? Беше кажано дека значи во однос на нашите укажувања ги имаат земено во предвид и ќе гледаат во одреден временски период да може сето тоа да се имплементира. Она што го рековте за епидемии, за инфекции, во овој дел, уште минатата година, кога рековме мора да има лекар секој ден, таа препорака, тоа укажување го прифатија и во разговор со Црвениот крст, лекарот наместо 2 пати неделно сега е постојано присутен во центарот. Од 10 до 16 часот ги прегледува лицата, бидејќи навистина јас значи во неколку наврати имам кажано состојбите се тамо лоши да едно лице со инфекција или заразна болест влезе внатре, значи може да се случи епидемија, значи односно не епидемија, меѓутоа е ширење на заразата на тие 200, 300, 400 луѓе сместени во и полицијата која е одреден контакт со нив. Токму поради тоа, уште во 2013 година пративме барање до Министерството за внатрешни работи за измена на правилникот на прифатниот центар и беше прифатено тоа, значи беше направена таа измена. Измената се состоеше лекарот задолжително да го прегледува пред прием секој лице, затоа што претходно тоа го немаше во правилникот. Се надевам дека лекарот сега ги прегледува сите, меѓутоа и за нас беше суштинско што беше прифатена таа забелешка, бидејќи претходно немаше одредба дека лекарот има обврска при прием веднаш кога го прегледа лицето кога влегува во центарот за странци. По меѓувреме, вие на терен донирате храна, се собираат донации, граѓаните се организираат преку Facebook мрежата. Ќе апелирате ли нешто до граѓаните, ви треба ли помош? Еве гледам и во кампот пред владата исто така хуманитарна помош граѓаните почнаа да собираат. Да, значи како успевате тоа што не го сами? правиме на терен со граѓаните и некако организација е толку минимално и толку незначајно за тоа што всушност на тие луѓе им е потребно, но тоа е единственото што можеме да го правиме. Да, значи тоа е единственото што можеме да го правиме, значи граѓаните се организирани во неколку пунктови, значи клучни точки како Демиркапија, Неготино, Миравци, Велес и Илинден, каде што постојано имаме луѓе на терен, значи само иницијативно кои што значи се пријавија, живеат во Миравци, гледаат мигранти, Демиркапија и слично, зашто секој ден се околу 200 или 300 пакети со храна се доставуваат во секој тие пунктови да им се даваат на мигрантите или додека некојаш дека одите до Демиркапија да донесете храна, веќе вие таа храна сте ја потрошиле дека дојдете таму, бидејќи голем број нив пешачат или се движат со точаци. Раните на нивните длоза се многу тешки за гледање, тоа се плускавци, значи се нив патуваат во папучи бидејќи доаѓаат од Грција или паднале од точак, повредени се. Значи тоа што е на терен, што го прават граѓаните е единствената светла точка оваа приказна со мигрантите, дури кога ќе им давате леп, тие се чудат и едноставно вчера сретнавме еден мигрант кој што бил во Велес, потоа дојде во Скопје случајно затакал, им дадовме сендвич и он рече благодарение на Ленче во Велес и на вас јас ги заборавив мајките кои што ги имав на патот и сега доволно еден таков човек. Имав скоро средба со странци некои и им реков дека многу ни се потребни патики, обувки се преку потребни. Едната од нив ми каже што можам јас му помогнам ако му дадам обувки. Викам пробај да му дадеш обувки на терен. Пробај да дадеш обувки на терен на човек кој што е бос,
и чевли, значи чорапи и ханзапласт, пробај да дадеш, па ќе видиш разликата. Или имаше едно бебе, од Емир Капија дојде, значи со родителите, многу малечко бебе, не сакавме да се играме и неговите панталони беа мокри, бидејќи пелената веќе 24 сата, и кога ги дадовме пакетче памперс на таа жена, мислам, стувата пелена на тоа дете, на тоа бебе, кој знае што би му значило, колку удобност би му понудила. Така да за секој што е скептик дека не може ништо да помогне со една векна леп, го повикуваме да дојде на терен со нас и да види кога ќе му дадете на некој еден векна леп, тој не може да чека да го отвори таа кеса, колку е гладен, бидејќи постои многу голем простор каде што нема продавници, каде што нема вода, посебно луѓето кои што возат со точаци, нивните усни се бели, и само ви велат вода ви им дадете храна, тие одбиваат храна, бидејќи храната само може ќе ги отежни патот и само бараат вода, те не можат ни да зборат колку се изнемоштени. Така да, значи, сите граѓани кои што се скептици, кои што не може да ја сватат оваа ситуација, или организациите кои што за овој феномен зборат низ чисто некои правни рамки и граѓаните не може да сватат, значи граѓаните не може да сватат јасно правники, јас не отстапувам од правните рамки кои што се дадени во Македонија и пунктовите си имаат точно законски рамки до каде смеат да се движат и каква помош да им пружаат, значи никакво згрижување, значи ако има медицинска потреба само, значи основни некои завои и такви интервенции, значи си знаеме и се држиме до законските норми, но човечкиот фактор да го доживеете и да ги третирате нив како луѓе, ви повикувам сите да излезат на терен и да видат како е тешко да се работи. Дали се тоа меѓународни или наши организации кои што само ви зборат тоа се азиланти, мигранти, ни системот да ги стават, нека додат, нека ја видат жената со 5 деца, која што беше очајна на Демиркаписката станица. Значи, жената не ни се трга од мисла на сите нас, снизината слика сите ја имаме, на ниеден од пунктовите веќе не е видена. Што се случило? Значи потребно е само добра волја и да се ослободат од старата и здрава облека и обувки. Во исто време, мислам дека на терен треба да поработат и инспекцијските служби, да видат што се прави во таквите продавници кога им се нудат прескапи продукти, кога се злоупотребува позицијата. Да, дури мене, мислам дека многу беше топло, продавачот малце беше збунет и го прашам колку е џусот. Јако го прави, беше многу мигранти во таа продавница во еден од пунктовите, и ми вика 200 денари. Мислам, бива обичен сок и јас почнав да му се дерам и се, ама не смеев да бидам многу груба, бидејќи тој после може да биде груб кон мигрантите и да не ги услужува воопшто. Или гледавме како им продаваат скршени точаци за 200-300 евра, ама не смеете да се мешате тука, бидејќи вие треба да имате добар однос со локалните граѓани, бидејќи нас кога ќе не видат следниот пат можете да бидете груби. Така да тоа е пак прашање на институциите да го превземат. Така, во меѓувреме, имаме институции за тоа. Македонија токму заради тоа, граѓаните се светлата точка, меѓутоа токму заради ваквата лоша состојба и нехуман пристап, Македонија се најде на ударните вести во сите светски медиуми и тоа е лоша и компрометирачка слика за државата. И не само пунктот, исто така имавме 2 дена Сдруженијето на социјални работници во Дарја Џамбас имаше отворени 2 дена за донации, каде што голем број на граѓани донира. Значи ние не сме лоцирани на едно одредено место, значи секаде каде што ќе видиме група на луѓе дека е собрани, дека вие можете да влијаете до нив да допрете, значи ние би се обратили од таа група, не е дека користиме одредени места за да со некоја намера тоа да го проследиме таму, туку едноставно ги користиме секое собирање на граѓаните да алармираме на состојбата на мигрантите и да собереме што повеќе донации и финанси. Ви благодарам на разговор.